за вечерва имам подготвено едно размислување со чуден наслов. Се вика Тројцата јас. Размислував и дојав до заклучок дека секој од нас има најмалку тројца јас. И нема да зборуваме сега за нека длабока психоанализа или психијатрија или нешто големи мудрости. Ќе видите ова што ќе го кажам, сите го ќе се сложите, убеден сум, и го доживуваме секојдневно и го знаеме, но ќе се обидам да низ тие илустрации извлечеме и полки за нас. Всушност станува збор за 3 нивоа на спознаја за нас. 3 нивоа. Првиот јас, тоа го што го гледате. Кога станува збор за мене, кога станува збор за вас, она што другите го гледаат во вас. Тоа е првиот јас. И бидејќи тој варира во главите на луѓето, тоа е јас со најмногу варијанти и најмногу нијанси. Дали се слагате дека јас не сум истиот во секоја од во секоја глава од што е овде вечера пресуд? Не сум исти. И има луѓе кои например се сеќавате секој утро со некој постар комшија и добро утро, секогаш што поздравувате убаво и во неговиот ум вие сте тој љубезниот комшија што ме поздравува секој ден културно. И ти знае за тебе кој си, како си. Толку е сликата за мене во неговата глава. Таков е животот, немаме прилика да се запознаеме подлабоко. Имате некои што знаат повеќе, некои уште повеќе и се разбира, ние најблиските со кои поминувате најмногу време, тие ја познаваат најмногу. Но сепак, колку и да се луѓето блиски со вас, ниеден од другите луѓе нема пристап до вашиот ум, не ве знае целосно. Јас мислам дека сите може да му благодариме на Бога за таа прекрасна слобода на приватноста на мислите и интимата на внатрешниот свет. Тоа е голема слобода. Замислете да бевме создадени со монитори на главите. И секако што одиш, секој може да ги чита мислите. Многу незгодно. Сега вие сте слободни да кажете што зборува овој. Никој не знае во главата си мисли. Слободни сте. А ако имавте монитори, ќе видите, кате, како така ти за мене, јас овде. Дали така, тоа е прекрасна слобода. Прекрасна слобода. Скриеноста на мислите е прекрасна слобода што Бог ни ја дал. Читање на мислите. Не те слушам, извини, долу. Но, оваа вистина, со која верам се слагате сите од тие пракса на секој од нас, па по тоа живее. Оваа вистина може да произведат многу полки, пораки и проучувања длабоки, нас издвоив 2 главни полки кои може да произведат од овој факт. Дека нашите мисли се скриени и дека ниедно човечко суштество не може да ги прочита. Сега те свативме лица што рече, некои мислат дека ги читаат мислите. Не, дека филмови. Аха, филмови, окей. Така. Значи, мислите човечки не може да ги чита никој. Можеме да дознаеме и да прочитаме што од прилика човекот мисли на друг начин. Според зборовите, според поднесувањето, според говорот на телото, не сме ние во целосно слепило што некој мисли. Не сакате погрешно. Но факт е дека пак главата си е затворена и ние не може да читаме. Од оваа вистина, од овој факт, произлегуваат, би сакал да потенцирам 2 полуки. Првата е не судете. Во Матеј 7:1 Господ Исус вели не судете. Ова е широка и длабока тема и бара повеќе размислување, но сега би сакал да размислуваме и да ставиме акцент на пораката Христова не судете, од аспект на тоа дека немаме пристап до мислите, чувствата, побудите на другите луѓе. Сте чуле некогаш луѓето кога велат, море јас знам што мисли. Не така? Кај знаеш што мисли? Има индиции на кои може да препознаеме и пак да не се повторуваме. Тоа се претпоставки. Така е, бидејќи и ние си имаме глава своја, па и ние знаеме како вртат овде мислите, си кажеш, аха, може би тој така.
Но факт е дека покрај сето тоа може да читаме, да слушаме што ни кажуваат, факт е дека ние не знаеме што се случува во главата на другиот. Ние не знаеме дали тој што е груб, навечер плаче пред Бога и се извинува, но е криво што е така. Ние тоа не го знаеме. И затоа, како што ќе рече сестра Вајк, бидејќи ние немаме пристап до мислите, чувствата и емоциите на другите, ние сме неподобни да бидеме суди. Таа задача му дадена само на тој што ги чита мислите и што е милост, тој е Господ. Сега, ние како адвентисти, многу сум сретнал луѓе кои запираат тука. Ова не е целата вистина. Бидејќи фактот дека нашите мисли се скриени, отвара врата да лажем. Или така? Може да лажем. Тие не ми ги гледате мислите. Од најпростите работи, дојдете на пазар и викате, благи се мандарините, шервет. И без синки. Идеш дома, ако затвориш очи, мислиш дека лимун јадеш. И се следен пат кој ќе одиш? Следната порака што сакам да извадиме од ова вистина дека не знаеме се за другите луѓе. Е стихот во Матеј 10:17 кај што Исус вели чувајте се од луѓето. Истиот Исус кој вели не судете, другата страна на паричката или целосната слика ќе биде ако го земе и ова обзир. Чувајте се од луѓето. Затоа што не само што некој може за мандарини да ви излаже, тоа не е страшно. Пак се витаминки се добиете. Ако се кисели. Извинила за стихот Матеј 10:11. Вториот стих е Матеј 10:17. Првиот беше 7:1, вториот 10:17. За да имаме правилен, уравнотежен став, мора да ги земе и двете вистини. Затоа не бидеме луѓе кои се наивни, кои се лесни за манипулација. И сега, повијаш некој отворено те лаже или те злоупотреба, па си кажеш, па добро, јас не го знам мислите, па кој знае како тој тешко детство имал и така натаму и така натаму. И мора да ви признат дека некогаш ова е тешко да се постигне, бидејќи личи маса контрадикторно. Сега, од една страна не осудувај, од друга страна чувајте се од луѓето, нели така? Но Господ толку убаво го издефинирал тоа и вели: бидете мудри како змии и безопасни како кулаби. И тоа е еден живот на тензија маца. Мене би било полесно да ми рече, биди едно, кој е било, двете едно, биди тераш по тоа. Ова е малце комплексно, бара размислување, бара мерење, бара активност, не е лесно. Не дали го доживува тоа како што го доживуваме, си како некојаш комплицирано малце личи. Нели така? Но тоа е богатството на тоа што сме создадени како Бога. Ние сме според Божиот образ. Не сме како животните, јади, пи, размножување и територија, ето, животински толку е. Имаме богатство на можности од умот и од животот што Бог ни го подарил. И тоа некогаш поради гревот е комплицирано. Многу интересно размислував и самиот Господ Исус е слично опишан во Библијата со две различни животи. Сеќавате? Вели Јован Крстителот, така е, ерго јагнето Божие, а во Откровението вели лавот од племето Јудино. Се многу спротивни животни е лавот и јагнето. Е така. И затоа Исус е од една страна јагне, кротко, безазлено, но од друга страна е лав. И пак е речем, затоа е интересен христијанскиот живот, не е досаден. Затоа треба да бидеме мудри, покрај тоа што нема да брзаме да осудиме. Јас знам што мислам. Покрај тоа што од една страна нема да брзаме да осудиме, сепак да не брзаме да даваме доверба на луѓето за кратко време. Човек треба да размислува кога склопува пријателства, кога склопува бизнис сделки, кога се спрема за брак. Не се еден и двајца кои рекле, леле, ако се земапе, се смени човек. Не се сменил човекот. Не си го запознал доволно. Си го запознала доволно. Или така? Некам да ме плашам да владите сега за тоа, но сепак размислувајте си, дајте си доволно време, не е ништо страшно. Значи, првиот јас е оној што го гледаат луѓето. Тоа е најнецелосна слика, најфрагментирана слика. Зависи од тоа кој колку те знае, кој како те запознал. Некако те запознал на пазар, те видел кога се карал за нешто.
каже, тој кавгаџија, само тоа видел од тебе. Друг те видел, имав една ситуација скоро, леле, колку добар е тој човек, а не го познав, ти го знаеш тој човекот, опасен. Така да, првиот јас е нецелосната слика, тоа е оној што те гледа од надвор. Јас, како што сум виден од надвор. Вториот јас, и вториот ти, е оној што живее во оваа глава. И тој ни е нас најпознат. Тој си го знаеме, тој постои, тој сега слуша, или сега зборува од оваа страна кажано. Тој ни е најпознат. Ние сме ги гледаме сите наши чувства, сите наши процеси што се случуваат, сите емоции, сите сеќавања од целиот живот што поминал, сите влијанија, сите стравови, лузни, радости, победи, порази што сме ги доживеале, што се внатре. И што го војуваат животот постојано. Нели така? Народот ќе рече, јас си знам. Се чулете? Јас си знам. И така е. И така е. За оваа целина се напишани цели книги, психијатрија, психологија, тоа е многу длабока тема и тука може да се збори без крај. Јас само 2 точки одвоив да ги потенцираме во овој дел. Прво, твојата глава е единственото место каде што можеш да донесеш одлука да смениш нешто. И второто јас е единственото место каде што можеш да одлучиш да смениш нешто. Во другите глави не можеш да одлучиш. Може би личува чудно, но се соочувам последно време. Не можеш да ги советуваш луѓето, можеш да ги замолиш, можеш да им плачеш, да викаш, да не знам што се да направиш друго, но не можеш да одлучиш внатре во глава, во туѓата глава. И затоа понекогаш слушам луѓе кои се фират, леле, зошто така зборуваат за мене, зошто овој така, што се сум направил за него, зошто... Друга глава е тоа. Не можеш да одлучиш. Така одлучил тој за тебе и така постапил. И како што рече Ката, без ме се смирила за некои работи, што не изјавам начин, јас се смирив со ова многу. Не може во таа глава да донесам одлуки. А дали можеш да промениш? Во нечија туѓа глава? Апсолутно не можеш. Можеш да повлијаеш. Апсолутно да повлијаеш. Да повлијаеш, да. Но зборам за одлука. Одлука. Во оваа глава можам да одлучам и да речем. Ова ќе правам, тоа ќе правам, ќе јавам помоца, ќе вежбам повеќе. Во оваа глава можам. А другите можам да ги инспирирам, да ги советувам, да ги замолам. Дури самиот Господ, кој има власт над сите, не чепка внатре во главата наша да донесува одлуки наместо нас. Не го таа смисла, дали можеш да влијаш ти некако за да се промени него? Апсолутно. Апсолутно, ова што го правиме сега е дел од таа работа. Ние се собираме, читаме Божја реч и би требало ние кои слушаме нешто од тоа да примеме и да се промени нешто во нас, нели така? Но сепак, одлуката останува на тој што носи главата на рамене. Таа одговорност не треба да се ја преземе на свој раце. Второ нешто, во контекст на вториот јас, а тоа е овој што го гледам, јас, натре, биди искрен со себе си и искрен со Бог. Другите луѓе може да ги залажеме. Понекогаш тоа го правиме злонамерно, понекогаш, како да речам, непријатно ти е се, некои работи ти се вртат во главата и се непријатни да ги изразиш. Некогаш се бориш се уште, не си дораснал да го постигнеш идеалот кој се цени во едно како да кажам, едно окружување и некои работи си ги преволчуваш. Тоа не е секогаш лошо. Не може се што ти доаѓа нум да го истолиш на тоа. Но пред Бога не би требало да се трудиме да го замаеме или да го замачкаме и да ви признам искрено, веќе подолго време моите лични молитви ги почнувам со овие зборови. Господи, ти се знаеш. Така почнувам. И во сите соби на душата отварам светло. Сега ми е отворен. Ти се знаеш. Што ќе затварам соби, Господ гледа преку зидот. Кога зборам се, нели, во собите на умот. Искрен пред Бога. И би ве охрабрил, затоа што тој што гледа во нашиот ум,
а тоа е Бог, единствено што гледа во нашиот ум плюс од нас, е наклонет од нас. Не е некој лош комшија, непријател, некој што ти мисли зло е това и што ти чека да ти најде некоја мана. Не, Господ е наклонет кон нас. И затоа некогаш дури за време на гревот му викам, Господе, гледај се каква мисла ми доаѓа. Прости. Не чекам да помине време па да се кајам. Одмah му кажам. Што да чекаш, што да помине. Така да би ве советувал, овие две работи многу може да се кажуваат за вториот јас, оној како што ние се познаваме, биди искрен со себе и биди искрен со Бога. Третиот јас, значи првиот оној што ме гледа како што ме доживувате вие, вториот сум како што се доживувам јас, да секој од вас поединечно исто тоа преведено, и третиот јас е оној како што Бог ме гледа. Тоа е најреалната и најцелосната слика за нас. Најреалната, најцелосната. И пред да продолжам, би сакал една мала дигресија, едно мало излегување од темата да направиме. Може би ќе личи чудно, но бидејќи во овој дел зборуваме за реалноста, дека постои некој друг во нас што не знае подобро од нас. Дали се слагате дека тоа го има? Бог е дефинитивно е тој. Мислам за личност. Но во одредена мерка и луѓето можат да знаат повеќе од нас, од самите нас. Слагате? Зависи од која перспектива, ако гледам стране кога се гледам многу подобро. Така е, апсолутно. Значи, имав две илустрации, например, лаборантот знае повеќе од тебе. Извади крв. Ние немаме мерило да кажеме колку ми е сега шекерот, мастите, триглицеридите, не знам. Ние немаме такво мерило. Некој друг знае повеќе од тебе. Нели така? Рентгенологот поише ќе знае од тебе. Коцкарство кажано сега, но во смисла на и во реалниот живот, нели кога одите, женскиот поубавиот свет, кога оди па, како ми стои? Добро ми стои? Дали ако имаш доверба во некого, немаш очи на секаде, не можеш да се видиш. Многу интересна илустрација. Дали сте приметиле, кога покажувате некому групна слика, групна фотографија, во која е сликан и тој? Или и вие? На кого се задржувате најмногу? Одма. На групна слика во која сте сликани и вие. Јас, да. И некој го имам чудо како вели, па тоа е нацисоидно, ти си многу самобендисан. Може би, но јас би преферирал нешто друго. Јас сум најнепознатиот визуелно од сите вас овде. И кога ќе видам сликата, и ако го видам Драгослав на сликата, окей, Драгослав тој е тој, па е таа. А јас, како се здебелил сум се. Разбирате? Зашто ние, колку да тоа ни личи као нормално, јас си гледам рацете, едниот дел од телото, малку носот, ако си ги стривиш очите, и друго не гледаш. А вас не гледам скроз. И вие мене ме гледате подобро од самиот мене. Пред некој ден бевме се судат, си купав кошула, не во гардероба се пресоблеко, и имаше огледало вака под прав ъгъл и под 45 степени. И он под дашка профилот си го видов. Профилот. И викам како профил. Децении може да поминале, профилот не сум си го видел. Затоа, за некои работи луѓето други можат да ни помогнат и за духовниот развој наш. И она што би сакал да биздвам како порака овде е слушај совет, примај совет од други луѓе. Сакам да додам нешто вазено на твоја. Во последно време, пред некој време ми дојде мисла баш во себе. Си викам кога некој би се осмелил да ми каже искрено што мисли за мене. Ние луѓето не се гледаме и познавам такви луѓе, не се гледаме реално себе си онакви какви што сме, затоа што доколку успееме да го видиме тоа не би биле грешни, не би грешни. Познавам доста луѓе околу себе кои што видни се, не сум нели адекватна особа, не сум судија да кажам да ги судам, не сум јас безгрешна, ама некои видливи гревови, грешки кои што ги прават не се свесни. Може да прекинам тоа? Да, толку јасно ги гледам што они не Да го оставиме тоа на страна. психолошки гледам. Другите. Тоа е приказка лесна за зборење. Јас.
Јас како сум. На другите маните лесно ги гледам. Зашто ги гледаме, еве гледам. Вие кои возите кола има еден термин се вика мртва фара. Знаете тоа? Гледаш напред, гледаш ретровизори, лево десно, ама има едно ќоше вака вамо некаде. Може цела кола да ти дојде и нема да ја видиш. Е? И во духовниот живот и во реалниот живот ние имаме таков мртов фар. Јас би се ве посоветувал, понекогаш прашајте друг што мисли за нека работа во вашиот живот. Нема да ти кажа. Ова треба многу осетливо да се направи, бидејќи треба да се изберат вистински луѓе, доверливи, зависи колку е темата подоверлива, нели? Но за обични работи е. Например, јас зборам сега и имам некој впечаток колку е квалитетно или неквалитетно ова што го изнесувам. Често сум незадоволен, кога завршам, требаше вака, требаше така. Некојаш може си многу задоволен. Ама не е лошо да прашаш како ви се бени се зборувањето вечерот. И пак ќе речам, внимавајте од кого барате, некој може да ве, ако ви е завидлив, некој може да ве обескраби, да рече што, обично не го зборуваше, сите лошо, ништо. И ми се случило и тоа. Ќе те утепа, уште ако се осети скоро, ќе те закопа во земја. Има други што се, како да речам, такви луѓе позитивни, стојат, абе супер, ќе те дигне во облаци, браво бе Лазар, ти како зборуваш, ја, вака, така. Еден, двајца до тројца искрени пријатели во животот, ако имате, вие сте богаташи. Тие понекогаш подпрашајте си. Дори се стелајте, кога сакаш да ја дознаеш Божјата волја, меѓу другото, прашај побожен совет. Ти го читале тоа? Се молиш, постиш, читаш и така натаму, но и прашуваш побожни луѓе за совет. И тоа е дело од приказна. Многу лошо е да не би да влегуваме во тој дел сега кога човек е, што рече Бранкица, некогаш е осетливо, сакаш некому да кажеш нешто, ама ти презанесена оди да мочу. Затоа побарете си. Побарете си. И охрабри некого што ви е пријател да ви каже, добре, што е супер, само малце сте видели некогаш кога некој што се пријатели, само ќе му приди, ќе му потегне блузата, криво му била блузата и сега не сака да дознае другите, ама дали се срами овој, тајно ќе му намести блузата. Такви пријатели. Не они да кажат пред сите, Сузе, не ти стои добро шалот пред сите да кажат колку се они правени, не така. Се гледа одма во начинот, се гледа што сака тој да ти постигне. И да види, не да докаже дека е праведен, него ти да не се посрамиш. Такви драгоценности ни се потребни. И уште една работа и завршуваме, веќе нема да ве задржувам. Се навраќаме се на тоа дека Бог е тој кој најцелосно не гледа, има најцелосна слика за нас. Не само што не гледа од тој ъгол што не гледаме ние, не гледа од горе, од долу, од натре, од надвор, од сите страни не гледа. Најреално, најубаво и не гледа како што никој друг не може да види во смисла, не гледа утре, не гледа заутре, не гледа за 5 години. Сега не гледа. Не гледа во секоја можна ситуација. Не гледа завчера. Завчера поминало, да. Но што не гледа, што би направил јас, ако некој ми каже здраво, ако некој ме опцуе, ако некој ми изгребе колата, ако се разболам, ако ова ми се случи, тоа ми се случи, Господ гледа што како би изреагирала во здраво. И затоа, последната порака која сакам за вечера да поделиме, верувај на Бога повеќе отколку на себе. Верувај на Бога повеќе отколку на себе. Се сеќавате кога потсетам познат пример, Исус преде го улапсат, им вели, мене ќе ме улапсат, а вие сите ќе се разбегате и ќе ме оставите. И Петар, да, никако. Па уште еднаш, студентот никако, треба у затвор и во смрт за тебе. Сестравајте кажува дека искрено кажува тоа човек. Не се фалил и не претерувал и не лажал. Ние некојаш знаеме да лажеме. Ој не лажал, искрено кажува. Замислете колку може човек да биде незапознат со својот мртов ъгол. Исус му вели, Петро дека не пробе, му кажа знак му дава, дори и во Псалм 139 од 23 до 24 Давид вели, испитај ме Боже. Испитај ме Боже и види дали сум на лош пат. И сега ти не знаеш дали си на лош пат? Некогаш не знам. Некогаш не знам. Дали би се случило некогаш?
некоја ситуација стресна, некој нешто ви кажал неочекувано, ве предизвикал некој, и од вас да излезе нешто, да се чудиш. Да се чудиш. Јас ова да го кажам, јас сакам да стиснам. И се случило? Да. Значи, искрено ли се знае дека тако има чудо во тебе? Господ тоа го знае. И Господ е толку добар што сака сега додека има време за менување, за покајување, сака да не запознае со тие наши непознати страни од карактерот, за да може со време да ги промениме. Еве тука ви заокружувам што нешто имав, но да не продолжувам. Тоа го кажуваат истиот овој Давид кој вели испитај ме Боже, е човек кој доживеал прилично голем продолом и сватил колку човекот е несигурна материја пред искушенијата, пред предизвиците на животот. Ти не знаеш како се ќе изреагираш. Луѓе ми кажат, мене да ми дојде, јас вака ќе го направам, ја не се предавам, јас прв. Ако сме искусили и сме виделе дека и покрај нашата најдобра желба во одредени ситуации не сме баш тие што си сакаме да бидеме, тогаш што помалку самодоверба, а со повеќе притискање кон Бога и понизност ќе бараме тој да не смее. За крај би сакал да кажам следното. Вистината дека Бог не знае и какви сме и какви би биле во сите можни ситуации, не треба да значи нешто што, како да кажам, ќе инспирира со мислата, Господ знае што. Ајде да не кажам некој обескрвителен збор, знае што мусор сум. Така, си знае, и така да се. Сакам да завршиме, цитатот ми остана таму. Ти ви го кажам на памет. Пред некој ден беше сутринското проучување, Стравај вели Господ не го гледал светот како група на грди безбожници. Туку го гледал онаков како што може да стане ако остане во неговите раце. Не се го добро. Бог не ти вика, те знаме ја тебе. Не. Тој сака да ти каже, ти да станеш свесен, да потрчаш да те смени, за да те направи таков како што планира, како што можеш да станеш во него. И благодарам за вашето внимание и Бог да не благослови да можеме да применуваме дел од ова што го научивме, за трите јас. Како што луѓето не доживуваат, оној што е внатре во нашиот ум, како што ние се доживуваме, и како што Бог не доживува и не гледа. Слава на Бога за се.